Елена, како си ти? Како ти помина овие денови? Супер сум, морам да кажам, и сум радосна. Денеска со Баѓа видов седмица напред. Браво, браво. Со колку почна? 83,4, Добро. 79,8. Топ, топ, супер, супер. А, Браво. Како се чувствуваш ти? Дали ти е полесно, дали ти е пубаво, имаш повеќе енергија? Тоа ми е најбитно. да. Мислам, тоа уште од почетокот ти го кажав, дека енергијата ми се врати. Супер, супер. Ми се врати и многу подобро се чувствувам, морам да кажам. Одлично, одлично. Не дека да сум направила грешки. Така. Имам направено неколку грешки и тоа што ти го пиша, мислам во групата го пиша, дека кога пригладнувам, ама не земам нешто да се како можам да земам нешто така да дополнително да каснам, отисум навистина ми е многу долг периодот од 11 до 4. Добро, Тоа ми е мене супер, проблем. супер, супер. А кога ти е доручекот? Мене ми доручекот ми е во 7, пошто јас во 6 станувам, Добро, а од 7,5 ми е работно време. добро, 7 доручкуваш. 7 доручкувам и после тек 11 и 4. И некако не е многу ми е. Не. Добро, добро. А за доручек што имаш овие неколку дена? Јас претежно јадам таа кашата, јадам со замрзнат зеленч, со замрзнат овошје. Овошје. Претежно тоа. И сега тоа сакам да кажам, кога јадам јајце варено со зеленчук, тука сум најстабилна. Ужинка, кога ми е јајце варено со зеленчук. Так. Ако ми е овошје, јас сум гладна. Така, така. Тоа Добро. за мене, да. Не знам другите Да, како се да, чувствуват, да. али овошје, ако јадам јајце варено со салата, сум најстабилна. Тогаш не правам грешка. Добро. Значи, колку јајца јадеш за доручек? Претежно за доручек не јадам јајца. Значи, овесна каша со овошје. Тоа ми е за доручек. Добро. Да, за ужинка претежно јадам јајце варено со зеленчук, со крставица и со зелена салата. Добро. Тек после ми е, кога ќе си дојдам од работа и некако тој период малку ми е климав. Те прашувам кога јадеш јајца со цел доручекот да ти биде со 3-4 јајца, со салата, со едно парче леб. Добро. После да имаш ужинка на 11 саат и да видиме како... Во 7 тоа. Како? И ако да биде во 7 са бајле? Да, да, ако да биде во 7. Ако тоа е супер. После да имаш околу 11:30-12 ужинка. Добро. Можеш и таа каша што јадеш за доручек да ти биде за ужинка на работа. Добро. Така, и кога ќе доеш дома си имаш ручек. Значи, да пробаме со пообилен доручек, за да те држи сита да не прегладнуваш до работа. Ако не ти е окей тоа темпо, ќе се вратиш пак на каша, ама ќе имаш 2 ужинки до ручек. Така. Можеш 11, па околу 2 сат да имаш уште една ужинка. Дали овоше со јаткасти, нешто така ќе си искомбинираш. Добро. Значи можам, отивака ми е каша и јајце варено, па после овоше да земам. Така. А сега пробај да имаш са бајле јајца, да, околу 3-4, дали омлет, дали варени, како тебе ти одговара така. Со парче леб, без леб, како сакаш ти, можеш да имаш парче леб, тоа нема ти штети ич. Да имаш со тоа и некој зеленчук, дали краставица, домач, што сакаш. Добро. И после тоа си имаш ужинка, околу 11-11:30 како ти е редот. Так. И да видиш, да се осетиш ти дали пак ќе бидеш прегладнета до 4 сати или не. Добро, ајде ќе пробам сега. Така. Ај да имаш 2 ужинки, нема да сгрешиш. Во 11 една и околу 2 друга. И таман до ручек ќе си супер. Да. Значи имаме 2 комбинации што можеш да ги пробаш да видиме како ќе ти одат. И ќе си осетиш сама. Тоа не е никаков проблем. Так. Супер. Тоа е тоа. За вечера како си? Гладна си? Супер. За ужинка не. После ручекот јас за ужинка, дури ужинката некогаш немам ни потреба. Добро. Обично јогурт пијам една чаша. Добро. Не најубо и за вечера, значи салата со белки. Така, немам проблем. Мене ми е проблемот, значи тогаш како што ти пишав, тука ми е проблемот. Добро. Ајде да пробаме така. Ако нешто не ти е јасно, слободно пиши.
Да ти Добро. кажам уште еднаш што како да искомбинираш, да пробаме така ден, два, три и ќе Така. видиш, ќе се осетиш сама дали ти Да. треба или не. Ако не, ќе се вратиш пак со каша и 2 ужинки. Така да Да. нема проблем тоа. Со тренинзите окей се? Супер, немам никаков проблем. Супер. Саме денеска го вежбав, обично, сега и тоа не знам како, дали треба да се направи пауза, обично сабота и недела секогаш вежбам, Добро. пошто сум најмногу имам енергија на сабајле, Окей. и во понеделник, пошто почнувам покасно на работа, и понеделникот, пошто не сакам да станувам покасно, исто си терам 6, Добро. и вежбувам пред работа, Окей. од 9 работно време во понеделник. Са средата ми е малце порано, тука малце, али сабота, недела, понеделник обавезно тие 3 дена ќе вежбам, пошто мене така ми одговара Супер. према работното време. А после работа сум поизморена. Така. И ако Така. сум после работа, може и да не извежбам. Мгм, мгм. На тоа ми после работа изморена сум, нема. Добро, добро. Тогаш гледај да практикуваш барем пола сат пешачење. Пола сат пешачење. Е така. Дали имаш природа околу тебе, дали не, гледај ем да си во природа, ем да имаш 30 минути пешачење, ќе ти биде супер. Не мораш да се форсираш со тренинг ако немаш енергија. Да. Тоа не е проблем. Така да, супер, супер. Одлично, Елена. Така, продолжи што и да треба, тука сме. Супер, супер. Окей. Мони, како си ти? Јас ова недела не вежбав, зашто немав кога, не бев прибрана дома. Буквално ќе искочам 8-9 сабајле од дома и до вечерството скоро до полнок не се прибирав, дека отвори мажот ми салон за мебел и околу тоа бевме организирани сите и немаше кога, ма барем гледав каде да одам да пешачам, да не користам било какво превозно средство. Супер. И сега со исхранава се придржував максимум што можев, освен вчера на отварањето, мада од сабајле само од сабајле како станат негде околу 6-7, до 4 саат бев буквално на шолја кафе. Значи бев текер со ниско маслено млеко. Добро. И сега кога отидовме таму, значи немаше месо, немаше свежа салата, имаше како ордевери, брускети, имам слика. И нема време кога да пишам вчера. Има тоа нешто, малку земав од све помалку. Окей. И до вечерта, бидејќи преглавивме скоро да едам по полнок, и уште еднаш буквално пред затварање околу 8-9, земав пак уште, ама помала порција. Окей. И не јадев благо. Значи го избегнав скроз благото. Супер. А претходниве денови гледав, макар ако не така, гледав да кога ќе дојдам во тие сати дома да е барам салата или нешто така. Супер. И од сабајле како ќе поручив дека се брзавме пак да излеземе, пошто мораше да се списти. Земав пак што ни остана нешто 2-3 брускетиња со песто на мачкани беа. Окей. И тоа земав и сега кога дојдов дома, ручекот ми беше шопска салата во тортилја. Добро. Тоа е една тортилја со шопска салата и тоа мислам дека пошто навистина се отекам на јадено, тоа ќе ми биде до сабајле. Па знаеш, ти имам кажано дека ужината втора и вечерата ретко кога имам потреба за тоа. Супер. Сега може и за тоа што не вежбам толку и што се обидувам да се придржувам, ама колку толку кон исхраната, барем гледам да не претерувам со јадењето, го гледам барем порцијата и да јадам нешто што не е по програма. Така, да е Да помалку. барем почна количина, да не претерувам, Супер. колку да ме држи. И секој што некако кон навика ми стана последнава недела дена, секојаш имам во ташна дали јаболко, дали банана, и секојаш имам, значи, имам микс, постемкариме, микс на печени јатки со микс во овоше. Супер. И ако нешто ми се пријави, ќе се јаме на рака така и ќе изглицкам по некое, за да не, да не земам на плюве, да не посегнам по чоколадо или чипси или било кое нездраво друго. Мада дома имам цела полица со такви нездрави што се за деца, пошто не можам да ги убедам нешто здраво да каснат. Добро. Или јас, например, мајка ми имаше направено пржени кришки, а не знам, си да земав тортилец. Викам не, зашто пред некој ден не ли каснав тој, викам не, значи да не претеруваме сега. И тоа ме се мислам дека сега не од утре, пошто уште утре се децава дома, болни ми беа, од задутре веќе ќе почнам, планирам да почнам некој и да вежбам и
стандардно да се придржам, пошто конечно ќе се приберам дома и ќе можам пак по програма да се Така, поборам така. кој што треба. Океј, супер, супер. За килажата се мерев, кога се мерев, дури за тоа немав многу време, вчера ми се чини се мерев, со тоа некако доколку стигнам до 111,3 стигнам. Супер, Така супер. да, може и не сум се мерала секој ден, може и стагнирам до негде, ама па ми се чини е нормално, пошто не вежбам. Се притичам толку ден с храната, така да не ми е толку страшно. Кога ќе се вратам пак во колосек, има поголеми резултати. Така, не ни треба... Така, не ни треба да имаш поголеми резултати, затоа што ти се топ. Минатата недела беше 112 кома нешто. Сега си 111 и тоа... Вчера ти мерев 111,3 или 4 бев, така нешто. Па кило и 400. Тоа е топ, тоа е топ. Топ, без вежбање, само со пешачење, исхрана и тоа што викаш и брускети и нешто вечерта што не ни е, нели, како здраво. Пак имаш резултати. Па ја ги прашна, викам зашто немаш, викам као нели. Викам барем дичне месо, нешто, вика не можевме, викате да се така да договориме, па не е нормално, кетерингот дига на цена. Така. И викам барем нешто такво да имаш, викам потоа ќе ми беше тоа место кога. Немаше како да цеден бев. Ако не е страшно. До сега па хранав да се спремам и само викам чека шолја кафе и толку колку нели за енергија повеќе, не за друго. Така. Да и сами гледате дека и да утнете нешто се случува и јас и сите. Не ви се одразува тоа на килограмите. И знаете како да продолжите после тоа. Тоа сакам да се научи, затоа што живи луѓе сме, утре нема да соработуваме, ќе бидете сами, ама ако денес изедеш брускети, веќе утре знаеш дека треба исхраната да ти е почиста. И тоа е тоа, тука завршува се и затоа ќе немаме ни враќање на килограми, ни ништо, затоа што имате таква база на навика. Исто и јас. Да, и луѓето ме прашаат за програмава, ќе видат резултати се приметува, значи од претходно, пошто мене не може не толку на вага, мене обемот ми се приметува дека ми е значително намален. Така. И јас се приметувам сама, не па другите околу мене. Так. И кога ќе ме прашаат, кога ќе кажем и кога ќе кажеш онака, и значи вика не смееш ова, викам луѓе, значи скоро ништо не ти е забрането, добро штикер малте не изфрлаш, го заменуваш со овоше на пример. Така. Ама викам има за све замена, викам у глобала ништо не ти е забрането, ама викам треба на порција тако да пазиш реално. Так. И нели еве што викаш денес, вчера сум јадела така, денес буквално кога одевме преска, кога се враќав од работа, одевме накај дома, значи се јавив дома и викам значи што има за салат. Мене ми се пријаде дури салата, што преското например, да, секој сум сакала салата, ама сум сакала нешто плюс од тоа. Помрсно. А сега, значи, а сега онака организмот ти пара нешто, кога веќе вчера сум јадела така, денес веќе самиот организам си вика чека ми треба малце нешто почисто. По-нормално. Почисто, да. Тоа е тоа. Тоа е многу ви е лесно затоа што стварно се ви е дозволено. Ја која сум нешто да ти забранам дека не смееш. Ама самиот организам го учиме постепено баш да ти бара полесна храна. Сега ти да изедеш еден хамбургер, нема да качиш килограми, тоа ти гарантирам, нема да можеш прво цел да го изедеш, второ ќе ти биде многу тешко. И ќе се каеш што си го изедел, пошто ти е тешко. Тоа ми е завчера, се ќе заборавам. Завчера вечерта исто до касно останавме дека требаше да се чисти. И сите нарачаа пица. Земав парче пица, го изедов, ми се постигнав по второто, значи не може. Да, тоа е тоа. Значи не може а не бе ни мали парчињана и викам, значи, се зачудив сама на себе, што претходно, например, 2, 3, 4 парчиња сум взимала одедно, мене ми беше доволно, дури прејадено се осеќав. А немаше, викам, таму, и дури прашав од кај што нарачуваа, викам, има ли некоја салата, нешто, викам, за мене нема, викам, добро, пошто стварно беше доцна, околу 9-10 на вечер беше, а ја веќе пола ден не бев јадена. Така. Пошто не бев дома. Да, и тоа... Бев на фризер, знам да таму не се прибрав дома, исто и на фризер, па знам дека кој дом ми се чини од петокот и пишнав шо, на фризер кога отидов имав и јачки, имав јаболко и јаболкото си го изедов. Само и тоа ми беше доволно и тек вечерта кога дојдов, кога бевме вамо ми се чини јадев. Пошто нема помеѓу време што како да
да каснам. Супер. Немам време, супер. уствари, денове да јадам толку многу. Да, натаму наваму нормално е, битно не ти се одразува на килограмите, за една недела немаш вратено се што си намалила. А си јадела и пица и се, тоа е најбитно. Тоа мене ме зачуди, што викам колку да се пишете, не дека не пишеше дури не знам колку многу, околу. Ако ќе видиш од кај мене, од кај парк, значи Фонтана парк до аеродром. До Тобако, од Варкинско опјанка, значи тоа не е мала дистанца. Ја немам, например, и претходно не снимал некој човек што сака да пешачи. Не, значи, луѓе кои ќе ми кажат буквално зашто не во зажугам, пошто сакам да пешачам. Значи, јас со 3 деца, со дупла количка, знам да ги гуткам и да ти мине полесно ми е така. Ама, Супер. и плюс ти речена и тоа е физичка активност да буташ 2 деца, едно 15, друго 10 кила, да скупаш 5 кила на една количка. Ама, не знам, јас сум таков човек, јас сакам да пешачам и дури не ми беше ни тешко че испешачам толкава километража, сигурно се барам 6-7 километри. Да, ако не и поише. Да, да. да. Да не и пешки се враќав, така да... Топ. Одлично. Браво, Мони. Супер. Кога ќе можеш од оваа недела или од следната, врати се со тренинзи? Да. Со исхраната си супер, знаеш што како, што и да треба пишувај, пријавувај се, така да... Супер, јас сум презадоволна. Што и како ви се движи се? Тоа ми е зашто баш видов имам 200-300, има вчера па се мерав минус, со тоа што сум грешки реално ги направи поведено, че нема време толку да внимавам, но бајде да си го направи своето. Так. Супер. Ами не си се прегладнувала до сега 5 недели, знаеш? Друго е да ти дадам да пиеш вода од Сабајле и за вечера да пиеш вода и ќе намалиме ние 20, ама со ваква недела враќаш 100%, ако не 20-10 ги враќаш сигурно. Да. Така да, тоа е тоа. Супер. Одлично, Мони. Шо и да треба пишувај во група и продолжи исто. Драгица, како си ти? Здраво. Како ве слушам дупло? Само јас ве слушам дупло или сите? Не, малку како да има некоја фонија нешто. Океј. Ве разбирам, битно, не е проблем. Како ти помина тебе неделава? По интернетот нешто. Може. Не. Па, во главно јас се придржувам и не правам грешки. Супер. Да бидам искрена. Супер, браво. Нели, за ручек си јадам и манџи, што имам, нели, за ручек. Так. Појадокот ми се состои од овесни, например, 2-3 пати во неделата. Супер. Варени јајца или како омлетик, како на око, исто со едно парче тонус, со салата, краставица, домат. Супер. Некогаш и сиренце знам да си каснам. Супер. Хумус со лепче, така исто со краставица, со домат, маслинка. Супер. И во главно тоа ми се состои во јадокот. Добро. Се ги вртам тие, овес со или грчки јогурт со баланс ставам обично, оте ми е поредок. Добро. Црвено овошје можам да ставам некогаш и свежо овошје што имам. Супер. Во главно тоа ми е кој јадокот, не менувам. Добро. Овес и јајца претежно и хумус. Добро. Мислам дека Да, супер е. Да. Битно тебе да ти е окей. Ужинка обавезно имам, значи од измеѓу појадок и ручек, Добро. или бадем, или орев, или овошје. Добро. Супер. Обично тоа, да. Супер. И Навечер? вечера поредко вечерам, значи можам да каснам, значи само нешто зеленчок, така или како салата, или но може и сиренце некогаш. Супер. Ретко вечерам. Пошто не сум гладна. Да. Добро, тоа ми е битно, само да не сте гладни и да не сте Есто, под значи стрес. никако немам каснато, еве 9-та недела завршувам и благо никако немам каснато. Знам, значи само црно чоколадо ретко. Океј. За ужинка. Супер. Да. Супер. Сега тоа што не јадеш, например, дали само ти доаѓа да не јадеш или се, како да ти Не кажам? сум гладна. Тоа, гладна. дали го сакаш да го јадеш или не ти бара и Немам организмот? потреба толку, да. И Тоа, пошто ја тоа. рано легнувам,
околу 10-11 часот и рано Супер. станувам исто. Супер. Не седам до касно и немам потреба од храна. Супер, супер. Одлично. И сонот ми е Да. многу битен. Гледајте и тоа да регулирате полека. Обично си спием да едно 8 сата сигурно. Супер, Да. супер. И 10-11 е најубаво време за спиење. Активна сум преку ден, значи со работа, со обврски со дете, во школа, од школа, на англиски, активности имаме. И Супер. затоа претежно навечер си вежбам. Ако, Од 7 до 8 тој период, супер. повеќе супер. сум дома. Да. Ако и за тоа би се флексибилни тренинзите, кога се осеќате вие и со најмногу енергија или наиве, например, на сабајли е окей, тоа е супер. Тебе ти На е сабајли? навечер. Супер, Ја супер. навечер ми е окей. Но тоа нема никаква врска. Битно е да сте редовни и да вежбате. Дали е само викенд, дали е понеделник, па како ви одговара така. Да. Супер, супер, Сега уште Драгица. недела па ќе направам мерење и така. обем и килограми. Така, супер, Драгица. Значи Супер. јас сум презадоволна и убаво се осеќам и веќе ме приметуваат и другите. Да, баш ми е мило. Баш Да. ми е мило. Тераме напред сите. Одлично, одлично, девојки. Мило ми е што и да треба, Драгица, тука сме. И само да ми Ќе се кажете вклучам. која недела сте слободни да направиме едно качување на водно и горе да направиме тренинг. Ке имате и обро горе. Секи е окей, само сакам да сте сите присутни, што сме од Македонија. И јас не можам. Да, знам. Знам. Така да имајте го тоа на ум оваа недела или следната да договориме нешто. 20 Ово би минути. било да се подружиме, да. Да. И да направиме еден заеднички тренинг горе. Така да овој месец кога можеме ќе договориме да го имате на Ќе се ум. договориме, да. така. Договорено, Драгица. Миријана? Поздрав на сите, па јас ќе се исклучам. Ако, Драгица, ако. Имај убав викенд. Чао. Ајде, Чао. се гледаме. Чао. Hello. Миријанче, како си ти? Само одмјутирај се, Миријана, не те слуша. Се враќаме од Веле за Скопје, се одиме, баш сега тргаме. Добро, Брат ми се дојде ни од Германија, па се видиме с нив. супер. И прво с нами што кажа дека приметува дека сум слабнала, викам добро е се приметува. Да, Како? како што пиша, цела недела бев. Девојки, мило ми е што ве видов, имајте убава вечер, од утре имајте успешна недела, што и да ви треба, што и да имате мака, пишувајте, јавувајте се, окей? Да. Е, така. И тренинзи редовно, пешачење редовно и тоа е тоа. Да. Ајде, чао, се гледаме. Чао. Чао. Чао.